Денеска е тежок ден за Република Македонија. Пред малку видовме пресконференција со која поразот се прикажува за лажна победа. А она што е стекнато многу порано, како наше природно и неспорно право, правото на јазик и националност, да се прикаже за извојувана победа во преговорите со нашиот јужен сосед. Тоа е нешто што ние го имаме загарантирано и пред самиот овој така наречен договор. Многу порано и исто така јасно кажано и напишано во Обединетите нации. Колку и да се обидува Зоран Заев да демонстрира еуфоричност, со сила да се насмевнува и вештачки да делува среќно, се гледа од далеку дека ова е пораз. Навестениот така наречен договор е прифаќање на сите грчки позиции и во својата основа не може да се нарече ништо повеќе од така наречен договор. Ако постигнатиот така наречен договор на Зоран Заев е прифаќање на промена на уставот и внатрешна и надворешна употреба на новото име, тогаш тоа е договор на Зоран Заев за капитулација. Повторувам, договор за капитулација. Мицковски потенцираше дека неговата партија останува на познатите ставови дека нема да прифати промена на уставот за промена на уставното име. Од Заев побара обврзувачки, а не консултативен референдум, на кој, како што рече, ке гласа против. ВМРО ДПМН нема да отстапи од своите принципи и уверувања. И ВМРО ДПМН нема да подржи промена на устав, а со цел промена на уставно име. Доколку Зоран Заев се обидува шверцерски капитулацијата да ја протне низ собраниска процедура, мора да знае дека референдум мора да има и тој мора да биде задолжителен, а не консултативен, како што се овиде повторно денеска шверцерски на пресконференција да го протне на македонската јавност. Јас како Христијан Мицковски на тој референдум ќе гласам против овој така наречен договор. Видовте ли каква драматична, каква несекојдневна, каква жестока или, еве да си дозволам, екстремно патриотска позиција зазиде Мицковски на ова сепак старо видео. Ова е неговата првична реакција по потпишувањето на Преспанскиот или Нивичкиот договор, кој што најголем дел од македонската јавност го смета за предавнички. Но сепак да почнеме како што е редот. Јас сум Филип Петровски, ова е 51-та епизода на Cyber Команда, редовно 21:30 на Infomax YouTube каналот. Почнавме нетипично, влеговме со видеоматеријал, затоа што знаете како викаат, времето ги извлекува на површина сите Г или сите лаги. Така што можете да видите убаво, ова е време на дигитални снимки, технологии, се останува како трага, само треба малку да се прочачка и работите да се состават за да видите како всушност делуваат сите кои што се во јавната сфера, што изјавувале, а што сега изјавуваат. И дали всушност се работи за вистинска борба за македонските национални интереси или станува збор за лажни наративи кои што се битни само за да се дојде до власт. Јас мислам дека станува збор за ова второто. Се разбира, многумина од вас во рамките на оптимизмот, ама да не се разбереме погрешно, јас сум оптимист, во рамките на оптимизмот кој што не зафати април, мај, па еве и јуни, иако е топло, оптимизмот не држи.
во рамките на тој оптимизам ќе кажете дека зло говорам, дека говорам за инат или говорам нешто што не е вистина, дека нашиве се патриоти, дека нашиве се борци, дека ќе видиш нашиве што ќе направат и така натаму. И ја велам, добро, ајде да видам нашиве што ќе направат. Меѓутоа, не гледам во иднина, гледам и во сегашно време. Моите очи функционираат и во сегашно време, присутни тука во дадениот момент, и она што го гледам говори сосема поинаку од она што беше продадено како наратив, што го имаше на билбордите или што го имате воглавном во вашите глави меморирано како порака која што треба да створи оптимизам, позитивни хормони, расположение и така натаму. Океј, има луѓе кои што сакаат сами себе да се лажат, има луѓе кои што сакаат да гледаат нешто што не постои, има луѓе кои што живеат во паралелни светови и така натаму. Но има луѓе кои што гледаат вака како што гледаат. Видеото кое што го искористивме за да ја отвориме оваа 51 епизода, кој што реков, беше првичната реакција по потпишувањето на договорот во Преспа. Меѓутоа, на спонтаното собирање на народот пред собранието не му се приклучи оваа партија, туку протестираше на широк сокак. Народот беше тепан од страна на СДСМ и затоа СДСМ, меѓу другото, сега и казнет. Народот беше гаѓан со солзавец, имаше приведувања, беше употребена сила прекумерна. Ако ве интересираат автентични видеа, ги имате кај мене на мојот Facebook профил. Имам повеќе од сат време од тој ден видеа. Имам видеа кога ги ставаат полицајците своите маски. Имам видеа кога се фрла солзавец. Имам видеа како се потиснува народот со хамери, со тие дефендери, како да сте во Северна Ирска. И имам видеа од автентичниот одговор на македонскиот народ на предавството во Преспа. Имам видеа како народот го доживеа тоа. Но на тие видеа нема ни едно знаме на ВМРО ДПМН, нити еден челник што сега ќе седи во владата. Нема нити еден првенец на партијата, сите беа на прошетка по широк сокак. Сега, во рамките на оптимизмот, ајде да не ви ја расипувам и оваа вечер, некои велат дека во рамките на оптимизмот тоа така требало да биде, односно Мицковски правел една тактичка инклузија и на другите градови во отпорот против промената на името. Ми верувате? Да не има автомобил во окото. Океј, мислам, може да и сакате да верувате. Оној што е демократ ќе си дозволи да не му смета вие ако верувате дека тоа беше автентичен отпор. Но, јас одбрав намерно да го прикажам ова и да ја расширам малку сликата, затоа што раководството на нели сега носечката партија во владата цело време говореше дека тоа е предавнички договор, цело време се спротивставуваше, имаше некакви активни отпори, освен кога требаше се гласат измени на кривичен законник или на зголемување на плати, каде што или се работи за собствени привилегии, или се работи за паѓање на кривични дела баш токму на некои од министрите и од функционерите сега. Тогаш немаше активен отпор, имаше активно учество и законите се донесуваа вака, за секунда, веднаш, сега и без проблем. Нешто слично као сега, кога господинот мандатар и премиер и професор и врховно божество и политички бог на ВМРО ДПМН сакаше да го смени составот на владата и да ја смали владата со зголемување на број на министри и успеа, бидејќи нели политички бог, со 2/3 гласови, со гласови од криминалците од УЧК, што вети дека ќе ги апси. Значи, исто така во рамките на оптимизмот,
успеа без проблем тоа да го направи. Само да подсетам, 2/3 се доволни за промена на устав, 2/3 се доволни за промена на уставното име и да се врати името Република Македонија и се доволни да се врати основи принципите наснов во преамбулата и така натаму. Значи, велам, во тој континуитет на работите да се подсетиме само за што станува збор. И ова не беше изолиран, зборувам сега за видеото од почетокот, не беше само изолиран случај на политичко противење или политички екзибиционизам подпомогнат од медиуми кои што се контролираат, за да се пласира пораката до она членството кое што никогаш и до граѓаните и до македонците во главном, но не само македонците, и србите, и другите, и ромите, и турците, кои што никогаш не се сложија дека името на Република Македонија треба да се промени. И тоа не беше изолиран случај и не беше изолирана активност. Ги исклучи предавниците. Добро знаете дека 8 пратеници беа жигосани, веднаш изфрлени од членството. Додуша сега имаше некои разговори на интернет, ги има и денеска, каде што он разговара со тие предавници телефонски после исклучувањето со некакви назнаки дека ќе му требаат и во иднина. Но ај сега да не бидеме, да го расипуваме оптимизмот, да се вратиме на главниот наратив, ги исклучи, ги жигоса за предавници и се огради од промената на името. И ќе се држиме до тоа. Значи, ја направи целата активност дека е предавничка и на Заев, тактизираше до последен момент со референдумот, па кога виде дека референдумот нема да успее, го подржа референдумот и така натаму. Но тоа е историја. Тоа беше 18-та година. За жал, тие 8 плюс овие 73 други предавници на македонските национални интереси и на вековниот стремеж на македонскиот народ, значи ова искрено го мислам, предавници, он може би кажува наративи, ја мислам искрено, предавници на вековниот македонски сон, на вековниот стремеж, изгласа на 12 јануари 2019 промена на уставното име. ВМРО ДПМН се постави дека тоа е, овие се криминалци од неговите редови, а овие, предавници. И никогаш официјално тоа не го прифати. Дури, во 21 година, на телевизијата која што е блиска до него, Алфа, а тоа сум го пуштал во најмалку 10 Cyber команди и ќе го пуштам пак, тој вели, додека сум јас ВМРО, затоа велам политички бог, додека сум јас ВМРО, преспанскиот не е завршен. И тоа даде, бидејќи бог е бог, а обичните смртници се обични смртници, тоа на обичните смртници им даде една сигурност дека од врховното политичко суштество, неприкосновениот лидер, политичкиот бог, вели дека тоа не е завршено и нема предавање. Пуштете го сега, ве молам, на оваа точка од режија, неговото објаснување дека иако и американците стискаат и целиот светски поредок, дека Преспанскиот договор не е завршен. Што добивме порака од висок американски представник дека Преспанскиот договор е завршена работа. За вас е завршена работа Преспанскиот договор? Видете, Момировски, се додека сум јас ВМРО, не може да биде завршена работа Преспанскиот договор. И се додека постои ВМРО, не може да биде Преспанскиот договор завршена работа. Браво! Еве еден голем аплауз од моја страна, се надавам и од сите оптимисти, дека оваа изјава, овој говор, ова машко настапување е недвосмислено, нема простор да мислиме дека е вака или онака. Преспанскиот не е завршена работа. Понатака, уште
во повеќе наврати уште попластично, уште по-жестоко вели дека не е завршена работа. Ма молам тука пуштите го, мислам дека имаме рил каде што вика и да ми го одземат мандатот, никогаш нема да кажам Северна. Nećete reći Нека ми ni го tada. земат мандатот, да. Jel hoćete da nam kažete da nećete ni tada da kažete Ја nikada ви Северна кажувам Македонија? многу отворено дека никогаш нема да кажам придавката на новото име. Никогаш, никогаш. Нека ми го земат мандатот. A few moments later. Што да очекуваат? На која држава ќе биде премиер? Христијан Мицкоски или што ќе кажете на заклетвата? Па се уставното име на државата е јасно, не треба тука ние сега да имаме двојни стандарди и да Ги дупи, мислам дека. Браво! Браво! Никогаш Северна, само Македонија. Никогаш Северна, само Македонија. Нели така се скандираше? Се вееше на скраки сонца. До душа малку нешто ги снема по штабовите у последно време, ќе дојаме до тоа. Мислам дека овие материјали недвосмислено, јасно и прецизно кажуваат дека ВМРО ДПМН има позиција против промената на уставното име, има позиција дека тоа е направено на криминален начин, има позиција дека тоа треба да се смени. Барем така common сенсот или здравиот разум на секој од нас би ни кажал. Значи, таа е позиција, ако не е на ВМРО ДПМН, тогаш што сигурно знам дека е на македонскиот народ. И да повторам, криминално донесено, надвор од логиката, надвор од потребите на македонскиот народ и треба да биде поништено, треба да биде вратено назад. И сега, вриеше кај македонскиот народ тоа. Вриеше. Имаше еден процес на зголемување на незадоволството. Товарено од озгора на дивењето на дуи еднакво УЧК, кое што пенетрираше во политичкиот, економскиот и административниот живот на државата 100%, бидејќи овие од СДСМ тотално изгубија и правец и јасна насока кај идат како партија. И бидејќи они не ни имаат некаква потреба дури ни да се кријат со наративи дека се за Македонија, они работат за себе. Мислам, една тотално неспособна, тотално отидена во аут, да не кажам аутистична, да не навредам некоја категорија од граѓаните, структура отидена во аут која што е толку корумпирана, толку излитена, толку неприлагодена на новото време и потребите на граѓаните, што за крај ви чувам едно видео кое што мислам дека целосно ќе ви појасни за што станува збор. Но да дојдеме до крајот на емисијата. Инаку сите овие материјали или најголем дел од нив можете ги најдете кај мене на мојот Facebook профил, па прочачкајте повремено и таму. Јас на мојот профил не објавувам слики од евенти, од настани, патувања, туку коментирам она што го гледам како политичка девијација или тажна реалност во која што живееме во овие оптимистички времиња. Значи, да се вратам на Госан Мицковски, кој што како политички бог со 500.000 гласа позади себе не ги прифаќаше во никаква можна варијанта сите одлуки кои што ги правеше СДСМ, УЧК и нели булументата на власт, односно беше целосно усогласен со потребите на народот. И можеби тука лежи зајакот. Значи, можеби тука е одговорот зашто не ги прифаќаше. Па многу просто. Не ги прифаќаше затоа што сите релевантни политички истражувања покажуваа како стои расположението на македонскиот народ. Значи, македонскиот народ ни подразно не прифаќаше ова што се случуваше и неговото незадоволство мултиплицирано од дивењето на УЧК само се зголемуваше. И тоа
слеп немаше да го види, глув немаше да го чуе. Никаде не можеше да се заврши никаква работа. На секоја средба на граѓанинот со било каков орган на државната администрација се среќававте или со албански јазик, или со некомпетенција, или со двете заедно, или со барање мито, или со трите заедно. Значи, народот тотално здиве од она што не можеше ни една работа да заврши, од озгора не се гледаше никаков резултат, барем од другиот дел од таа влада СДСМ, дека нешто постигнуваат, дека, не знам, се гради пат, школо, дека се приближуваме кон Европската Унија и така натаму. И сето тоа се гледаше на истражувањата. И во рамките на тие истражувања, она што можеше да се види е дека ќе дојде до промена. Само требаше да се погоди ниетот на народот или нијансата која што треба да му се отслика или она што треба да го види како порака или, например, Македонија повторно горда или Македонија во твои раце или коалиција твоја Македонија. Значи, не твоја Северна Македонија, не Северна Македонија повторно горда, не Северна Македонија во твои раце, него Македонија. И ова не е манипулација, нели? Океј, не е. Добро, сакате да верувате во бајки, нема проблем. Мислам, секој може да гледа на реалноста како што сака. Има и розеви научари, има научари со разни нијанси. Меѓутоа, погодувањето на оваа порака, праќањето на пораката, комбинирано со противењата и со јавните искази дека и мандатот да му го земат, он нема никогаш да каже Северна, дојде до тој посакуван резултат. Јас лично мислев и останувам при тврдењето дека политичките партии се корумпирани, големите партии дека треба да заминат во историја, да се пасокизираат, да се демонтираат, за да и тргне на Македонија. Океј, народот не мислеше така, народот мислеше и ја прифати јадицата дека Македонија ќе биде во негови раце, дека ќе биде горда и така натаму. Горда? Па да, овие денови Гордана ги прими овие од Прайд, парадата на гордоста, па да не мислеа на таа гордост. Океј, нема врска тоа. Народот мислеше дека Македонија ќе биде повторно горда, но не северна, и дојдовме до тоа до кое што дојдовме. И сега, во критичниот момент, кога ја даваше гордата Гордана, ова што ги прими овие од парадата на гордоста оваа недела, кога ги експертката по уставно право Селјановска Давковска, значи, кога ја даваше таа клучна изјава, гордо рече Македонија. И настана експлозија на задоволство и на гордост, па сите бевме горди. И Мицковски рече, очекувам да продолжи со тој став, наратив, гордост, како сакате да го кажете. И толку се заврши со гордоста, со Македонија. Во незините изјави Македонија стана нашата држава, вашата држава, твојата држава, мојата држава, наскоро ќе биде и гордата држава. На Твитер имате знаменца со апостроф. Македонија целосно исчезна од употребата кај претседателката. Си мислам, можеби дека беше дел од тие пленуми кои што беа против Грујо, можеби затоа што не е член на ВМРО ДПМН, можеби затоа што е либерал, па и накај левичар, нели, со парада на гордост, средби и така натаму, си мислам дека, ајде окей, па и поради возраста, малку како да се откачил, се извинувам, како да се откачило сидрото и она си фатила по некој свој пат. Можеби као Данела, да речем. Но надежта
расположението, позитивната енергија, гордоста остана барем во Мицковски. Тој сепак тврдо одбиваше да прифати, да попушти и даваше надеж дека нешто ќе смени. Успеа од 58 да купи пратеници над 61, негови изјави се ова, докажа, демонстрираше со промената на составот на владата дека има 2/3 и надежта беше висока. Се до овој момент. Па уставното име на државата е јасно, не треба тука ние сега да имаме двојни стандарди и да се чувствуваме пред граѓаните неодговорни или пак граѓаните да ги доведуваме во заблуда. Се знае кој е уставното име со придавката и логично е, бидејќи деловникот за работа на парламентот е променет, а во самиот деловник за работа е содржана заклетвата, се разбира дека ќе го кажем уставното име на државата. Не гледам друг начин како да се каже таа заклетва за да не биде понатаму главна тема. И тука сакам да ја затворам таа тема, бидејќи нас не очекуваат реформи, не очекуваат подобри времења за Македонија. Инаку, како што кажав и во минатото, така ќе кажам и во вашата емисија, дека при моите изјави во Македонија, при моите говори, секогаш јас ќе си користам името Македонија како име на мојата татковина. Тука не треба да имаме дилема. Па како вака? Неверојатно. Па немојте, господине Мицковски. Па вие сте наша последна надеж. Па 500.000 луѓе гласаа за вас. 600, не знам, 700. Па немојте вака. Па нели промената во твои раце, судбината во твои раце, Македонија повторно твоја, твоја Македонија. Па како сега Северна Македонија? Па немојте, господине Мицковски. Гледате што сакам да ви кажам? Кој кого овдека шупчи? Но ајде да не ви го расипувам расположението. Може би ова во рамките на поширока стратегија после 500 години да си го вратиме името. Сега не се созреани условите. Пак шегата на страна. Ова е вистинското лице. Се она што го гледавте претходно, уште од 2017 ви кажувам, е манипулација. Се е манипулација. Креирање на лажни наративи. Давање на лажен оптимизам заради лични потреби. И знаете како вика народот, ѓавол ни ора ни копа. Отиде оној несреќник Заев во Атина со Ципрас ке правеле форум, ке одбележувале 6 години од Преспанскиот договор, која му ја зема краватава, знаете. И што му требаше на Ципрас? Излезе и даде изјава дека Грција ќе била приморана да ја признае Македонија под уставно име поради притисокот од Запад и поради новите геостратешки околности и дека затоа дотолку повеќе Преспанскиот договор треба да се смета за огромна победа, достигнување на грчката дипломатија, грчките политичари, држава и во однос на грчките национални интереси. Да го преведам ова. Ова значи дека не секојаш треба да се дига бело знаме и не секојаш кога е тешко треба да се свртите и да ги симнете гаќите. Ова значи дека во овој свет, во оваа политичка реалност, обстојуваат држави кои што имаат политичари, кои што се грижат за националните интереси на својот
народ, за своите граѓани и својата нација, кои што знаат што сакаат, кои што не стануваат премиери, а претходно продавале бостан, пиперки и патлиџани, кои што доаѓаат од јасна идеолошка, политичка и историска матрица и кои што кога доаѓаат на позицијата не се борат за плата, тендери и градење на аутопатишта од кои што може да нивните фирми профитираат, зборам фамилиарни или пријателски, или и двете, туку доаѓаат на позиција за престиж, за нивното име и презиме да биде запаметено и славено од поколенијата кои што доаѓаат. Нашите политичари, гладни, боси и прости и неедуцирани, седнуваат во функција за да прават примарна, секундарна или терцијарна акумулација, па не се знае кога излезат од позиција колку пари имаат, колку богатство стекнале и дека веќе влегуваат во рамките на Балкан во некакви Форбсови листи на најбогати луѓе. Но ни еден од нашите политичари, освен можеби Груевски, не остана кога заминал запаметен дека нешто градеше, дека менуваше во позитива, иако и за него е спорно, но историјата ќе ги расчисти работите. Кај него барем е видливо нешто. Отидете у центарот на Скопје, ќе видите. Значи, ниеден не остана запаметен дека нешто изградил и дека за нешто се борел. А он ќе биде запаметен и по уште една работа која што за мене е битна. Не го промени уставното име. А Ципрас сега потврди дека не сме требале да го менуваме уставното име. И затоа велам, ајде доста со лажни наративи. Седнете таму у влада политички богови. Сите знаеме дека сте богати повеќе, имате повеќе пари него што ви треба за неколку наредни животи. Тоа се ваши интерни изјави. Седнете и погрижите се за интересите на македонскиот народ. Вратете го името, зацврснете Македонија како држава која што има на вистина место меѓу рамноправни држави во светот и која што има своја позиција, своја самостојност, своја независност и свој правец како треба да живее и делува меѓу семејството на државите. Имате шанса која што нема да се повтори долго време. Народот ви даде подршка. Имате власт на сите нивоа, и председател, и премиер, и градоначалници, и подршка од народот. Вратете го името, вратете го во уставот, примарниот, основниот столб на македонскиот народ, а и на сите граѓани. Не велиме никој да биде без права. И направете ја Македонија на вистина држава каква што беше со намера формирана и во 44-та и подоцна во 91-та кога го прогласи Уставот и независноста од Југославија. И така ќе бидете запаметени од наредните генерации дека сте исправиле историска неправда и дека на вистина сте биле достојни на функциите кои што сте ги носеле. Тие функции не се за богатење, не се за позицијска предност во општеството, не се за тоа да идете по приеми и да носите одела. Тие функции се со историска тежина и одговорност. И дајте кажете му на тој Касами дека она што го најавува сега со новата влада ќе ја правил Македонија како Белгија, кажете му дека
Белгија да не е во срцето на Европа, одамна би се распаднала. Но он друго сака да каже. Дека сега ќе дивее. Па нели кажуваше дека Тетово е главен град на албанците во Македонија. Нели го носеше и Курти и така натаму. Дајте, подкастрите му ги малку канџите. Стварно се канџи. Значи, тој човек не ми делува како да ја сака Македонија. Подкастрите му ги канџите. По предлогот на Љубиша Георгиевски од 1994 година, кога беше кандидат за председател на Република Македонија. И навистина тогаш да се подкастрија канџите во смисол да се интегрира албанците во македонската нација. Секе беше поинаку. И немаше да дојде еден Гаши кој председател на собрание на Република Северна БЕП Македонија да вели дека Косово е негова татковина. Ке му беше срам. Незгодно ке му беше. И така да е. Да не почитува барем малку нас. Ке му беше незгодно. Значи има како тие работи се прават. Еве до политичките богови кои што се во финална фаза да заседнат во своите на политичкиот олимп во своите фотели, имате можност да ги смените работите. Светот се менува. Полека застарува утврдениот политички поредок, меѓудржавен политички поредок со формирањето на Обединетите нации. Светот се менува. Драматично се менува. Некои држави ќе се создадат, некои држави ќе исчезнат. Некои држави ќе си го најдат своето место во тој нов поредок, некои ќе ги снема. Последен апел. Потрудете се ние да го најдеме нашето место. Да ги заштитите и негувате интересите на македонскиот народ, кој што е понижен во оваа држава. Не е ништо срамотно да се истакне дека носител на оваа држава е македонскиот народ, главниот столб или пилар, како што кажува нашиот политички бог Мицковски. Значи, главниот столб на постоењето на оваа држава бил, е и мора да остане македонскиот народ. Тоа не е ништо срамотно да се каже. Ќе ги почитуваме сите, но мора сите и да не почитуваат нас. И така да се изгради македонската нација. Имате неприкосновена можност, имате 2/3. Можете да направите се што сакате. Од озгора на се, доаѓам кон крајот на емисијата и сега кој ќе ви го пуштам видеото на крај што ми е спремено, ќе ви биде јасно дека немате ни конкуренција и дека можете да го направите ова. Само треба да сакате. Верувате дека почита на македонскиот народ, љубовта која што ќе ја добиете, ако го негувате неговиот интерес, ако се грижите за неговата посебност, и ако ви е нешто за кое што се залагате безпоговорно, ако прегорувате во тие насоки, дека таа љубов што ќе ја почувствувате нема да биде мерлива со ниедни пари на светот. Ова беше 51-та епизода на Cyber Команда. Сега погледайте го во 30 секунди или не знам точно колку е крајот на СДСМ. Според мене отидена е работава и според мене добро е што е така. Барем една од големите две партии треба да замине во историја. Одамна говорам дека се корумпирани. Еве шанса да ме демантираат политичките богови од ВМРО ДПМН и да покажат дека не сум во право. И дај Боже да не сум во право, нека се запазат интересите
на македонскиот народ. Погледајте ја, стани цаци да те види цела сала и се гледаме другата неделя. Стани цаци да те види сала. Направи место, направи простор у тесно. Направи место, стај се на туѓо место. Птици бегаат лесно, негде у туѓо гнездо. Исто место, тотално друго детство. У овој крај, пробај врси крај со крај. Од крајност до крајност.